На покана од СОНГ денес присуствуваме тука на една дебата која ќе отвори широка дебата на повеќе еминентни стручњаци од областа на правото и секако тука е вклучено Министерството за економија и труд, бидејќи областа труд веќе една година е под надлежност на Министерството за економија и труд и можам да кажам дека во овој период додека е надлежно Министерството има голем напредок околу склучувањето на колективните договори, посебно во јавниот сектор. Знаете и самите информирани бевте медиумите, меѓутоа и понатаму ќе работиме на подобрување на работничките права, односно ние како влада ќе негуваме на голема транспарентност, како што правиме тоа преку економско-социјалниот совет и социјалниот диалог, меѓутоа исто така ќе гледаме да има рамноправност на сите учесници и слобода во своето изразување и демократско право, посебно на синдикалните движења и работодавачите. Се она што го постигнуваат со консензус, тоа значи и подобри законски решенија и подобри колективни договори со кои се штитат работничките права. Наша цел како Министерство за економија и труд е да го почне процесот околу донесувањето на Уставот во работничките права, тоа е Законот за работни односи, кој што за жалост години се работи, се уште не е донесен, со што би се направиле многу поквалитетивни решенија во тој закон во однос на заштитата на работничките права, меѓутоа исто така и синхронизирање на односот помеѓу работниците и работодавачите, а со тоа би се вовели нови начини на работа, модерни начини на работа и работнички права, како што е флексибилно работно време, онлайн работа од дома, флексибилност во работењето на родители со помали деца или со член од семејството доколку има посебни потреби и така натаму. Сето тоа би било упатено, бидејќи овој закон е стар преку 20 години и мора да ги претрпи овие промени, да направиме примени за денешни потреби и услови. Кога би било на самособранието кој работи на овој закон? А тука е и професорот господинот Јовески, кој што е еминентен стручњак во трудовото право. Ќе се формира набрзо работна група, онлам каде што е закочен да се одговори и очекуваме вака во една добра перспектива до крајот на годината или можеби почеток идната година да имаме нов закон со општ консензус и на работниците застапени преку синдикатите и преку работодавачите застапени преку организацијата ПЕКОРАМ, организацијата на работодавачи. Иначе првпат во историјата на постојање на независна Македонија како влада успеавме да ги хармонизираме колективните договори во јавниот сектор, бидејќи ние таму сме работодавачи, значи успеавме да ги синхронизираме на некој начин платите на сите вработени во јавниот сектор, да не ги напоменувам по сектори, со склучување на колективни договори. Понатаму треба да работиме на промена на општиот колективен договор во јавен сектор, каде што исто така ќе ги подобриме работничките права, меѓутоа малку повеќе да посветиме внимание виднина околу општиот колективен договор и поединечните и гранкови колективни договори на синдикатите и во приватниот сектор. Тука треба да дадат голем допринос самите синдикати, низ тие билатерални разговори помеѓу синдикатите и работодавачите, вклучувајќи ја и минималната плата понатаму како би се движало. Дали би останала на постојана равенка, дали би биле вклучени нови елементи, дали би одела со зголемување и одстапување од таа равенка, сепак тоа е билатерален договор помеѓу синдикатите и работодавачи.